Тетовската царинска испостава со денови е преполна со камиони, стоката не се царени. Возачите велат дека од вторникот чекаат да биде извршена процедурата. Дел од нив превезуваат расипливи производи и се жалат дека трпат големи штети. Чекаме да цариниме нешта прво. Колку време чекате тука? Од завчера. Двете ден денес. Имам пеприка, пиперка. Тоа е. 2 дена. Колку проблем се случувате Поради што нема струја и системот што е паднат. Какви штети предизвикувате штети ова чекање долго? Ами како не удара по джепот нас. И од понеделникот сум дојден тука, вика нечени системот, вторникот пуштиат ветриколи и остана така. Од вторникот се бајдето нема до сега ништо. И само викат сега ќе биде по 1 сат, по 2 сати. И го нема тоа, уште 2 сати, 3 сати помина деној, а ништо тоа. И никој не се занишува да води одговорност како државна институција да види како е што е, никој ништо. Дали царината тука, дали од Скопје нешто проблем, не знаем. Секој ден ми звонат, појдам таму за истора, јас не можам да појдам. Сето завршено, платено, сето царината што е, та не можам документ да ми дај царината за излез. Па нормално, дека се трпат штети. Не само фирмите туку и ние како шофери. 4 дена седим на едно место, а не добивам ништо за тоа. А ние да идеме, да касниме 1 сат, онма не казнуваат 50 евра. Ако закасниме, ако видиме дефект нешто, онма царината не казнува 50 евра. Фирмите чија стока на терминалот чека за царина добија поддршка од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Претседателот Мендерес Кучи тврди дека царинската управа сака да ја затвори својата испостава во Тетово. Тоа го подкрепува велејќи дека тука често се јавувале проблеми. Возачите со камионите чекале со денови, а за сметка на тоа трпел бизнисот. Да се покажува како овој терминал нема промет, значи нема луѓе, нема заинтересирани за увоз, ни за извоз, а вистина е тоа да така затоа што ние го избегаваме овој царински терминал, затоа што се секогаш прави проблеми, наместо да ги решава, наместо да биде ажурен, овие господа доаѓаат у 11 сат на работа и испаѓаат 2 сат и умеѓувреме некогаш и им паѓа системот. Ова е вообичаена пракса. Меѓутоа во даден случај веќе е акутно тоа затоа што ние цело време велиме дај да ги стимулираме извозниците, дај да направиме нешто за луѓево и вие сте сведоци денеска дека тука стојат луѓево со кварлива роба, која што е од домашни производители, која што сака да извезува, сака да биде присутен во надворешниот пазар. Меѓутоа ние од дома ги пенализираме, ги правиме да не можат тие да испаѓаат со квалитетна роба надвор. А тоа симптоматично значи дека има намера да овој терминал го згаснат. Обесхрабрување на луѓево, односно избегување на луѓево за да не царина тука. Од раководството на царинската испостава во Тетово не сакаат да дадат изјава за да кажат со каков проблем се соочуваат и да одговорат на обвинувањата. Не упатија да се информираме на веб страницата на Царинската управа. Таму стои дека денеска работата на царинската испостава во Тетово е во прекин поради проблеми со комуникацијската мрежа, а вчера не се работело поради прекин во снабдувањето со електрична енергија.